Добре дојдевте во новата епизода на подкастот Граѓаните против корупцијата. Денеска ќе зборуваме за улогата на правосудството во борбата против корупцијата со моите денешни гости, судијата Бетим Јахја и обвинителката Ленче Ристоска. Ќе почнеме од она што е болка во јавноста кога се зборува за корупцијата, а тоа е проблемот со неказнивоста, односно слабиот институционален одговор на правосудството на многобројните корупцијски скандали во изминатите години. Од овој слаб институционален одговор, јас би рекол дека и произлегува она што е општо прифатена сега теза дека постои ниска доверба во правосудството, која, иако најчесто се цитира дека е 2 или 3%, ако добро ги читаме овие испитувања на јавното мислење, всушност ќе забележиме дека сепак тоа е доверба од околу 20%, ако се комбинира целосната доверба, која е 2-3%, и делумната доверба во тоа прашање, која е отприлика некои 17-18%. Сепак, и покрај тоа, оваа доверба е една од најниските, ако не и најниска, во споредба со другите институции. Па затоа би почнал со вас, судија Јахја, на што се должи овој недоволен институционален одговор на корупцијата? Па, најпрвин благодарам на поканата и ви честитам за овој проект и темата што сте ја одбрали за овој подкаст. Морам да признам дека ова ни е прв ваков вид на настап како судија пред или на ваков нов начин на комуникација на судиите воопшто. Јас одговорот на вашето прашање ќе го надоврзам баш со таквите мерења што се прават на јавното мислење по однос на довербата кон судството и правосудството воопшто. Имено таквите фрагментирани искажувања, односно користење на мерењата на јавното мислење од страна на политиката, засилени со ехото на медиумите, ни прават голема штета. Токму поради фактот тоа што вие го потврдивте дека вистината е нешто друго. Меѓутоа и таа вистина не е во наша полза, бидејќи како што рековте е 20%. Меѓутоа намената на таквите истражувања е токму спротивното, да не освести или да ги идентификува проблемите што ги имаме во нашето правосудство и да ни користи како алатка за да ги подобриме нештата во нашето правосудство. Меѓутоа тоа не се прави кај нас. Нажалост, како се друго се злоупотребуваат ваквите фрагментирани податоци, се со цел да се наштети на еден систем, а тоа е правосудниот систем. Не велам дека сме добри, но не сме толку лоши како сме представувани. Ако ги гледаме, значи овие мерења не се прават само кај нас. Ако ги споредуваме, например, со мерењата кои ги прават Европската унија како самостојни институции кои ги има во рамките на Европската унија, скоро го читав EU Justice Scoreboard, значи има доста големи категории кои се испитуваат и кои се значајни и се користат како алатки за подобрување на системот. Зошто на овој начин почнав да одговорам на прашањето, бидејќи во таквите истражувања има токму прашања по однос на причините кои доведуваат до негативните, односно лошата доверба на јавноста во институциите. Без да кажам, можеби сите знаете дека и во рамките на Европската унија, значи највисоко котираат политичките причини, притисоци и влијанија кои ја загрозуваат на независноста на судството. И од таму почнува се. Значи, наспроти критериумите, например, или категориите
независност, односно гаранции на независност и други видови на притисоци врз судиите и судството. Значи, ние мора да признаеме дека овие истражувања се наменети за државата како целина. И не може само правосудството да биде виновно за ваквата ниска доверба на правосудството. Ова, значи, јавното мислење не се креира во вакуум. Како што кажав, има причини за тоа. Причините може да бидат тоа што ги спомнав сега, значи политички влијани, кои што секако дека се резултат на една општа клима кој преовладува во нашата држава. Значи, знаеме и од тие истражувања може да заклучиме дека има општо незадоволство во нашата држава. Значи, кај граѓаните општо незадоволство. Најниска е во Македонија и во Босна. Значи, општо незадоволство кон све, кон сите институции. Затоа е мојот повик дека да внимаваат посебно политичариве и не само политичариве, кога го користат овој наратив со манипулација 2% само да наштетат само на една гранка, односно делот од државната власт. Ние сите треба да се залагаме за да ја подобриме ситуацијата во правосудството. Значи, почнувајќи од политиката, првично, не случајно ги спомнувам нив во прв ред, бидејќи мора да сватат дека ако немаме независно судство, им ги кршиме или ги ускратуваме правото на граѓаните. Независноста на судството не е привилегија на судиите. Тоа е право на граѓаните. Мора да сватиме и граѓаните да сватат дека политиката преку нивните действија мора да креира меанизми или да ја гарантира независноста на судството како една форма против сите видови на корупција, значи организиран криминал, корупција и така натаму, и непотизмот. Затоа мојот повик е кон нив првично, но не само кон нив. Тоа во креирањето на јавното мислење големо влијание имаат и медиумите, и секако дека и ние самите. Значи и ние мора да признаеме дека и во нашите редови има лоши суди, има корумпирани суди, мора да го прифатиме овој факт и да го кажеме. И на овој начин некако да изградиме систем и афирмирање на вредности кои се вистински и на кои треба да почива судството. Тоа е. Да се навратиме сега малку на улогава на правосудството како антикорупцијска институција. Обвинителке Ристоска, дали постојат други причини или други проблеми со кои се соочуваат обвинителите во својата работа, кои ја онеможможуваат решителната антикорупцијска акција? Се сеќаваме, вие бевте дел од специјалното јавно обвинителство и во различни ситуации се соочувавте со многубројни политички обструкции кои беа јавни, кои сите ние можевме да ги забележиме, па потоа се промени власта, потоа имаше друг тип на предизвици. Дали може да накратко да сумирате кои се клучните тука причини зошто не ни оди баш антикорупцијата? Па, видете, за да не теоретизирам премногу, би направила една паралела како да ја испитаме заеднички која е веројатноста да дојдете вие до правда во еден случај на висока корупција. Да видиме кои се сите инволвирани актери, кои се етапи треба да се поминат во постапката за да добиеме еден резултат. Верувам дека одговорот во многу ќе се надоврзе на делото на што го зборуваше судијата Бетим. Ќе започнам со актерите во една кривична постапка, освен судиите и обвинителите, ќе почнам од многу порано. Имате сведоци кои што треба да дојдат да сведочат. Овие сведоци се соочуваат со одредени ризици кои што важат генерално за сите категории за кои што ќе зборувам и за сите фази на постапката. Тоа се ризици од притисоци, самите ги споменавте, влијанија, корупција.
Затоа имаме сведоци кои што на почеток не ни сакаат да сведочат или кои што подосна во текот на постапката ги менуваат исказите. Доколку продолжиме во фазата на обезбедување на докази, ги имате институциите кои што треба да ги обезбедат доказите, институциите од кои се обезбедуваат докази. Повторно ги имаме истите ризици на притисоци, влијанија, корупција. Доаѓаме еве до обвинителите, кај кои што исто така стојат ризиците од влијанија, притисоци, корупција. Кај судиите повторно ризици од влијанија, од притисоци, од корупција. Па имате во рамки на една постапка, еве доаѓате до обвинение, го поднесувате до судот, имате оцена на обвинителниот акт, таму треба да помине во сите инстанции безпрекорно постапката, понатаму пред првостепениот суд, доаѓа постапката по жалба, имате инволвираност на вишите обвинители, инволвираност на апелациските судии, во одредени случаи инволвираност и на Врховниот суд, така што имаме еден навистина робусен систем од актери кои што сите треба да бидат на нивото на задачата за да добиеме еден соодветен одговор во еден корупцијски предмет. И со оглед на ризиците кои што стојат кај сите овие актери, актерите како што кажав ги има многу, навистина е многу тешко и веројатноста е многу мала да вие имате успешна приказна за гонење на корупција низ еден цел ваков систем. Доволно е еден од овие актери малку да затаи, за да имаме негативни импликации на исходот на целата постапка. И она што овој пример што ви го наведувам како ваков, исклучиво го наведувам со тоа да се види дека и судијата Бетим го кажа, одговорноста за успешно истражување на корупцијата не е само во рамките на правосудството. Одговорноста е во рамки на целиот систем, на целото општество. Нас не треба сведоци со интегритет, нас не треба државни институции кои што ќе постапуваат со интегритет, кои што ќе ги собираат доказите, кои што ќе служат на јавниот интерес, а не на политичките структури кои во моментот се раководни во рамки на тие државни институции. Нас не требаат пред се судии и обвинители со интегритет, кои што ќе можат да дадат една завршница на целото ова постапување, така што би рекла за еден успешен одговор на корупцијата, нас не треба функционирање на целиот овој систем. Не се обидувам да го екскулпирам правосудството од одговорноста, ние сме први и сме најповикани да го дадеме завршниот удар, но сепак сметам дека се работи за еден феномен, она што го каже и судијата Бетим, каде што како општество ние треба да вложиме заеднички напори, заеднички сили за да дојдеме до еден заеднички посакуван резултат. Имајќи ги предвид овај аргумент што го спомнавте, вклученоста на повеќе актери во повеќе фази, дали можеме еден од проблемите да го лоцираме и недоволната меѓуинституционална комуникација и во фазата на истрага помеѓу и недоволните капацитети на обвинителството, а и понатаму тоа едно префрлање на топката често пати кое се случува, каде што судиите би рекле обвинителните акти не се доволно детални или ние судиме според тоа што обвинителите нам ќе ни го дадат. Од другата страна обвинителите велат немаме доволно ресурси, немаме доволно соработка. Каде е тука клучниот проблем? Убаво ги лоциравте. Во сите овие нешта е клучниот проблем. Прво имаме недостаток на меѓуинституционална соработка во, еве би рекла, 21 век, кај што цело време се зборува за дигитализација, на се уште ни недостасува интероперабилност и не се конектирани институциите за електронска размена на податоци. Во рамки на обвинителството, еве, немаме можност ние да пристапиме до електронските бази на податоци и на еден многу потаен начин да истражуваме. Стои и она што вие го кажавте, недоволната едукација во одредени аспекти или пак можеби недоволните познавања за одредени аспекти, посебно кога станува збор за корупцијата. Ресурсите секако ни недостасуваат, тоа е нешто кое што се провлекува низ годишните извештаи не само на обвинителството, туку и на судовите. И она што вие го кажавте, и јас го гледам како проблем, бидејќи некако во нашиот систем сите се обидуваат да избегаат од собствената одговорност за квалитетно сработената работа, па имаме префрлање, судот вели обвинителот вели, не знам, МВР не ми достави податоци, институциите за тај, и цело време имате префрлање на одговорноста, за да на крај сето тоа се изрелативизира до ниво да немаме одговорен за таквите состојби. И тоа е нешто што е загрижувачки и што е проблем. Судија Бетим, што може да направи добар судија
кога суди на во некој комплексен кривичен предмет кој вклучува некое дело поврзано со корупција, кога од една страна има недоволно квалитетен обвинителен акт, недоволно прецизен, можеби недоволно докази, слаби докази, а од друга страна има тим на адвокати кои се многу проактивни и кои се многу итри во изнаоѓањето начини како да го одбранат својот клиент. Ова е тешко прашање. Посебно по однос кога има недостатоци ако има обвинението. Сепак има фази на постапката каде што се цени обвинението, например, нели се поднесува обвинение, посебно за овие коруптивните, иако сега веќе во скратена постапка се поднесуваат како обвинителни предлози повеќето од нив. Меѓутоа, сепак има фази на проверка на обвинението и стапува во сила во одредена фаза од постапката. Не сум, иако, ако се сеќавате, ние заедно работевме на корупцијските, проценка на корупцијските ризици и во делот истражувањето кој го направивме со судиите, баш една од причините за одолговлекување на постапките, како сум сигурен, беше токму лошите обвиненија од страна на судиите, беше потенцирано како една од причините. Јас не би се согласил со тоа дека имаме лоши обвиненија, меѓутоа и може да се случи да имаат лоши обвиненија токму како резултат недоволно на лошите... подкрепени, не лоши, да. Да, и недоволно подкрепени, меѓутоа токму како резултат на недостигот што го имаат на ресурсите со кои располагаат. И тука се поврзува пак таа финансиска независност. Ако се сеќавате, сега скоро се креира буџетот за наредната година, пак имаме проблеми, нели, со барањата кои ги достави и јавното обвинителство и судскиот совет, односно судско-буџетскиот совет за обезбедување на средства за да се одговори на предизвиците токму во ситуации кога се работи за корупцијски дела. Корупцијските дела се малку покомплексни. Тие барат малку повеќе ресурси, повеќе време и повеќе капацитети за да се вложат, за да дојде до едно солидно добро обвинение. Меѓутоа, ја лично не се согласувам со таквото префрлување на топката. Ако има лоши, односно недоволни докази, слободно судот има на располагање инструменти. Кој е тоа? Дали се користат тие инструменти? Инструментот е ослободителна пресуда по мене, ако нема докази. Меѓутоа, доколку има доволно докази и се користат меанизмите на одбраната за одолговлекување на постапките, и тоа е лош момент, односно негативно влијај, зашто тоа е забележано во извештаите и во последниот извештај на Европската комисија, Прогрес репортот, дека се одолговлекуваат постапките. Во таа насока мислам дека судиите треба да бидат малку поодлучни. Поодлучни во смисла на недозволување на злоупотребите кои ги можат да ги направат бранителите. Во смисла на одолговлекување на постапките без крај и изведување, например, имаше еден случај, го сум слушнал од колегата Лапе, читање на 9000 докази, писмени докази. Тоа е за мене недозволиво. Тоа е спротивно на принципите. Има општи принципи на кривичната постапка, а тоа е економичност на постапката. Значи, јас тука гледам малку поголема одлучност и пораширени овластување на судот, можеби кој ги нема фактички во законот, меѓутоа мора да се издигне над ситуацијата и да биде одлучен, и за тоа треба да има, се разбира, и поддршка од повисоките судови, кога ќе донесе таква одлука за да не се изведуваат такви докази или да се направат веќе како што слушнав, има и во новиот закон за кривична постапка има потреба, односно ќе воведат сумирани докази, што е голема помош во такви ситуации каде што има голем број на докази. Ја мислам дека треба да имаат пораширани овластувања и поодлучни кога имаат такви спорни ситуации. Благодарам. Обвинителки Ристоска, во изминатиот период
покрај ова јавно делумно разочарување поврзано со недоволниот прогон на корупцијата, барем тоа е впечатокот на јавноста. И многу се зборуваше и за политичките влијанија внатре во обвинителствата, во судовите, и тоа е нешто што е препознаено во меѓународната литература, дека често пати, особено во посткомунистички контексти, постојат партиски, политички влијанија кои се манифестираат преку инструментите за избор на суди и обвинители и особено инструментите за нивен кариерен напредок. Како стојат работите во наш македонски контекст? Генерално, можам да кажам од сопствено искуство дека имаме две различни форми на влијанија кои што можат да се случат врз обвинителите. Имате влијанија кои што потекнуваат од закани, притисоци, укажувања, пријателски или вакви или онакви, заради кои што обвинителите и судиите не се слободни да одлучат така како што сметаат или пак да го заштитат јавниот интерес, што е крајна цел на секој јавен функционер. Овие влијанија доаѓаат од политичари или од странки? Може да дојдат од било која страна. Во моите ситуации, од мојот пример, доаѓале од буквално од сите страни. Вторијата форма на влијанија се влијанијата кои што се од коруптивен карактер, каде што имате, не знам, читање меѓу редови, суптилно укажување, одредено тргување со влијание во одредени ситуации, така натаму. Во оваа веќе втора категорија, судиите и обвинителите доброволно партиципираат кога станува збор за ваков тип на влијанија. И од она што како мое искуство можам тука да го споделам е дека отпорноста на ваквите влијанија има своја цена. И таа цена е токму она што вие го кажавте. Таа цена е или кариерата на обвинителот или судијата, тука мислам дека сме на иста бранова должина со судијата, бетим делиме иста Затоа имаме судбина. И од основен суд и од основно обвинителство двајца делиме иста судбина и би рекла дека освен одредени вакви спречувања за напредување во кариерата, имате и ситуации на мобинг со кои што можат да се соочат внатре обвинителите и судиите. Преместување од една просторија во друга, од едно одделение во друго, кое што секако не одговара ниту на амбициите, ниту пак на постигнатите резултати. За тргувањето со влијание јас имам зборувано во минатото за тоа како директно влијае врз довербата на јавноста, бидејќи кога јавноста е убедена дека вие не ги избирајте најдобрите да одат напред во кариерата, јасно е кој напредува, кој е тој другиот ако не напредувал најдобриот. И затоа сметам дека како општество, посебно нашите регулаторни тела и Советот на обвинители и Судскиот совет, треба да изнајдат начин да направат еден исчекор напред за унапредувањето на судиите и обвинителите, не само да биде на основа на мерит систем, туку тоа да биде и видливо за пошироката јавност, така што и јавноста да се убеди дека на вистина во обвинителството и во судовите напредуваат оние кадри кои што заслужиле да напредуваат. Благодарам. Судија Бетим, вие бевте дел од претходното раководство на Сдруженијето на судии. Колку може Сдруженијето на судии, а и Сдруженијето на јавните обвинители да се избори за една професионална автономија во оваа клима која ја објасни обвинителката? И каква е улогата на Сдруженијето, не само на Сдруженијето или кога зборуваме на Сдружение како одредена организација, туку пошироко здружувањето на фелата во одбрана на професионалниот интегритет? Многу може да направи. Јас сум бил, како што кажавте, секретар на Сдруженијето во 2 мандати и член на управниот одбор. Моментално сум член на Судско-медиумскиот совет. Значи, целта на Сдруженијето е токму тоа. Значи, да ги штити интересите на судиите и да ја брани независноста на судството.
Дали тоа во доволно мера го правил во минатото, имаше обиди тоа да се направи, меѓутоа сепак и од пошироката јавност бевме критикувани дека недоволно прави и Сдруженијето во насока да се одбрани независноста првично на судството, и секако кога зборуваме за независноста, постулати на независноста е токму и унапредувањето или изборот унапредувањето на судиите и обвинителите, нели, ако зборуваме малку пошироко. И тоа е дел од нашата независност. Се направени некои законски измени, дури и наши членови ги следат, например, постапките за разрешување кои се водат пред судскиот совет, меѓутоа во насока на унапредувањето не сме направиле нешто доволно. Ниту сме реагирале за такви ситуации, бидејќи имаше доста незадоволни суди од процесот, од начинот како се промовираат судиите во нашиот систем. И тоа што го кажа Ленче, значи имаме недостаток на објективни критериуми, и тие секогаш кога се прават измени на законите, се дополнуваат, се комплицираат уште повише, што не можеш и јас што сум дел од судството веќе 15 години, не можам точно да дефинирам што бараат и какви критериуми се користат, и покрај тоа, и да ги имаш тие критериуми објективни, објавени и транспарентни, на крај и тие критериуми нема да бидат почитувани, што е навистина разочарувачки за судиите кои конкурираат за повисоки судови. И можеби тоа е една разочараност кај судиите и недоволното образложување на одлуките кога се носат одлуките за унапредување. Последните, например, унапредување во апелациониот суд Скопје, јас бев еден од кандидатите случајно и значи редоследно бев четврти и беа избрани првиот, петтиот или 12-тиот судија. Ние бевме прескокнати без никакво образложение. Без ниту еден кажан збор. Значи, тоа е апсолутно разочарувачки за еден судија да не слушне барем еден збор, добар или лош. Меѓутоа да се надеваме дека имаше некои препораки од оценската мисија по однос на судскиот совет, дека нештата ќе се менуваат, да се надеваме, ќе видиме што ќе се случи во иднина, но без транспарентни објективни критериуми и добро образложени критериуми, одлуки, не можеме ние првично како судии да имаме доверба во тој систем, а потоа и граѓаните во системот на унапредување кој е во сила во нашата држава. Јас се извинувам да го надополнам судијата Бетим кога зборуваме за важноста на здруженијата. И не само на здруженијата, него генерално да земеме и поединците и образовните институции кои што се вклучени во целиот оној процес на креирање на кадри кои што би ги вршеле судските и обвинителските функции. Најголемата улога и она што е најзначајно и сите може да го направат е токму промоцијата и поддршката на индивидуи кои што работат професионално и со интегритет. Некако тој дел како да го забораваме, сите се фокусираме на стручноста, да е некој, не знам, да има одличен успех, супер да ги познава законите, меѓутоа го забораваме овој другиот дел што по мене е подеднакво важен, можеби и многу поважен, бидејќи на таков начин преку промоција на интегритетот и преку промоција на професионално постапување, ние всушност може да постигнеме многу подобри резултати од оние кои што ги имаме до сега. Ќе ја споменам и Академијата за судии и јавни обвинители како една од клучните институции во рамки на правосудството која што треба да ја гарантира независноста на правосудството и од која што доаѓаат кадрите. Таа е која што е креатор на идните судии и јавни обвинители. Сметам дека Академијата треба да има повеќе
воспитно-образовен пристап. Сега зошто велам воспитно-образовен пристап? Значи, освен оној пристап кој што е да кадрите кои што се запишуваат на Академијата за суди и јавни обвинители да ги имаат сите потребни знаења да можат да одговорат на задачата, односно да ги познаваат материјалното право, процесното право и така натаму, да се делува и воспитно во смисла да овие кадри стекнат вештини за тоа како да се изгради отпорност на притисоци, на влијанија, како овие кадри да научат да се носат со своите функции и како да останат доследни на тоа дека јавните функционери примарно мора да работат во јавниот интерес, да научат дека правниците, идните суди и обвинители треба да се раководат исклучиво од етиката и правдата пред се и да ги остават настрана и личните интереси и влијанијата кои што доаѓаат до нив, за да ние на долг рок имаме и една по-сеопфатна борба против корупција и еден многу посоодветен одговор на корупцијата. Затоа и со судијата Бетим сме дел од еден едукативен проект кој што е насочен кон едукација на млади и на млади политички лидери, токму од аспект да овие лица како некој кој што ќе биде на одлучувачки позиции утре, како некој кој што ќе биде активен партиципиент во општеството, изградат и стекнат вештини за тоа како треба да се носат со одредени ситуации и како да изградат отпорност на корупцијата, односно да научат да го ставаат пред се јавниот интерес, а потоа можеби и личните интереси. Верувам и дека поединците, како мене и судијата Бетим, можеби не можат многу да сменат од аспект на квантитативно статистички показатели, ниту пак можат многу да сменат од аспект еве еден човек и да стигнете до крај на една судска постапка и да дојдете до суда, секојаш тој ризикот дека ќе ви го сменат казе, па ќе ви пропадне цел труд во вода и цела истрајност во вода. Меѓутоа, она што индивидуите можат да го направат е тоа преку личен пример да ги инспирираат колегите дека има и друг начин. Јас се надевам дека кај нас ќе дојдеме на ниво на еден одговор од фелата кој што го видов во Србија, во една ситуација кога моја колешка беше соочена со одземање на предмет и давање на предметот на работа на друг обвинител, се работеше за политички сензитивен предмет. Околу 190 лица од фелата обвинители и суди подпишале петиција, застанале зад колешката и побарале од раководните структури на обвинителството да се почитува професионалното постапување и да не се влијае на таков начин врз работата на јавните обвинители. Замислете. Ова кај нас ова се нема случајно. А дали има простор да се случи? Апсолутно. Јас поаѓам од мојот пример, сум се соочувала со вакви и слични ситуации, јавно сум говорела, дури и со ситуација на дискриминација заради породилно отсуство, јас не видов никаков одговор од фелата и се надевам дека примерите дека може поинаку и тоа што еве можеби тешко е да се трасира патот, меѓутоа се обидуваме да трасираме некој поразличен пат, дека ќе бидат инспирација за колегите и колегите дека тоа ќе го препознаат, бидејќи тоа е единствениот начин ние како фела да изградиме доверба во јавноста и да покажеме дека ние на вистина сме фокусирани кон заштита на јавниот интерес и кон заштита на правата на граѓаните во кривичните постапки. Дали тоа би значело, само кратко, дали тоа би значело дека можеме сепак да завршиме на нека оптимистичка нота, дека во наредните 5 до 7 години можеме да видиме похрабро бранење на јавниот интерес и на професионалниот интегритет кај обвинителите? Јас се надевам. И затоа и сите овие битки кои што ги правам и сите овие мои напори кои што ги вложувам во борбата против корупцијата се баш во таа насока, бидејќи ако не инспирирате некој во средината и ако ние како фела, еве зборувам за обвинителската фела, не изнајдеме начин заедно да делуваме во заштита на нашиот професионален интегритет, пред се тогаш како ќе ги убедиме јавноста дека имаме воопшто иднина. Впрочем, иселувањето на младите од државата е една од последиците на распространетоста на корупцијата пред се на високата корупција, бидејќи некако се запоставува, имаме една општа негрижа на системот за главните и важни прашања и токму тука го гледам спасот и решението. Судија? Јас сакав само да ја надополнам колешка Варленче по однос на улогата на здруженијата. Значи,
Нашето здружение, например, во рамките на самото здружение има донесено и кодекс за етика. Етички кодекс на суди и јавни обвинители, односно суди и поротници. И за жал, таму можеш да се обратиш, значи да бараш мислење доколку имаш некоја спорна, односно етичка дилема. Од кога е формирано тоа тело, Советодавно тело за етика, само има 4 мислења побарана. И тоа дел се од самите членови на тоа тело, за да отпочне со работа и последното мислење беше, ако се сеќавате колегата што беше Палермо случајот со утакмицата, да. Последното мислење од тогаш, значи нема тоа иницијатива. Тоа веќе беше пред 2 години, да, ако не нема повеќе. никаква иницијатива како да нема етички дилеми. А тоа е невозможно. Во ваква ситуација. Меѓутоа, како и да е, ние сме предвиделе некои антикорупцијски меанизми и тоа во рамките на самото здружение. Токму поради тоа, здружението го има тоа значење, значи на промовирање на интегритетот. Во соработка и со академијата и другите институции, меѓутоа не само во национално ниво, солидарноста на судиите е малку пошироко. Ние сме членови на Меѓународното здружение на суди, јас сум бил и делегат на нашето здружение во неколку средби таму и можам да го извлечам како пример на проактивно здружение, здружението во полска јустиција, кое навистина беше една брана од тие популистички обиди на државата да ја загрози, односно наруши владењето на правото во таа држава и имаше еден голем настан таму каде се собраа цели судии од цела Европа и протестираа токму поради вакви обиди на политиката да го наруши владењето на правото во таа држава. Затоа сметам дека и јас сум баш од тие активности на тие здруженија кои сум ги среќавал по различни настани, сум се инспирирал и лично и сум барал и од моите колеги да бидеме малку по-проактивни во нашата борба. Како што кажав првично, тоа не е само привилегија наша, туку е право и на граѓаните да имат независни судии со интегритет. Ви благодарам многу. Чувствувам дека можеме уште долго да разговараме на овие теми, но и ова беше навистина длабоко и мислам дека успеавме да допреме до неколку клучни точки кои подобро ја објаснуваат сета комплексност во која вие секојдневно функционирате. Се надевам дека ќе имаме прилики понатаму да ги дискутираме овие работи и се надевам дека овие позитивни, оптимистички проекции за иднината ќе се остварат што е можно побрзо и дека сето ова ќе инспирира и нова генерација на правници да градат правосудни кариери кои ќе се и при што ќе се водат врз база на вредностите на вистинска правда, правичност, непристрасност и дека ќе имаме правосудство кое ќе биде рбет на владењето на правото, ќе гарантира фер игра и ќе биде ефикасен одговор за корупцијата која секаде постои. Важно е дали имаме институции кои ќе ја направат ниско исплатлива, високо ризична. Ви благодарам уште еднаш на времето и на разговорот и се надевам дека ќе имаме прилика пак да се видиме. Благодариме на поканата.